Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште до издање на емисијата 15 минути со на програмата на ТВК Новодвис. Наш вечерашен гостин и соговорник во оваа емисија е господинот Драган Јанков, директор на Средното општинско училиште Никола Карев Струмица. Но ако мислите дека ќе разговараме за образованието и за нештата кои се случуваат во ова училиште, не сте во право. Ќе разговараме за пасијата на Драго Јанков, а тоа е кошарката. Најпрви, господин Јанков, добро вечер и добро дојдовте во нашава емисија. Добро вечер, господине Калајджиев, мој драг пријателе. И баш ми е мило што праваш такви емисии, што не сме заборавени и што можеме да кажеме како работевме, што постигнавме. Оти мојата прва асоциација кога ќе речат Драго, бидејќи струмичаните знаат како Драго Јанков, првата асоциација не е директорското место во ова училиште, туку кошарката, бидејќи остави длабоки траги во овој спорт во нашиот град. Како се започна, господин Јанков? Кога е тој зародиш на првата љубов кон кошарката? Па морам да кажам дека тоа беше многу одамна, уште во основното училиште, кога бевме селектирани од нашиот наставник и настапувавме за училиштето. А тука постигнавме добар резултат, бевме први во општината и учествувавме на државни надпревари за основни училишта во Скопје и тоа беше за нас едно огромно задоволство. Меѓутоа, мојата висина беше таа како што е и сега. Во прва година бев исто така како што сум и сега. Не бев селектиран од тогашните тренери и малку разочаран, меѓутоа љубовта остана во кошарката. И јас отидов, играв и фудбал, меѓутоа љубовта беше во кошарката, бидејќи сите мои другари останаа во кошарката и станаа добри кошаркари. Единствено задоволство во тоа време ми беше што игравме заедно баскет. И да, ми беше често што играм со нив и никогаш не се предавав и мислам дека не се многу подобри од мене. Меѓутоа фудбалот исто така ми одеше во тој период, играв во Тиверија, во младинска екипа, брзо влегов во прва екипа, меѓутоа повторно кошарката ми беше главен спорт. Првата љубов си е прва љубов, да не се лажеме. Така е. Така ли е? Добро. Обично, оние кои поминале долги време во кошарката и во друг спорт подоцна стануваат тренери. Иако вие тоа искуство го немате, сепак станавте успешен тренер во кошарката, со многу успеси. Првите чекори во тренерскиот занает кои се? Пред да кажам како тргнав како тренер во кошарката, морам да напоменам дека љубовта кон кошарката повторно се вроди на факултетот за физичка култура во Белград, каде што мој професор беше покојниот Александар Николич. А кој е Александар Николич? Тоа знаат само љубителите на кошарката, нели? Па да, сите го знаат и млади и стари, бидејќи Александар Николич беше едно познато и признато име во Европа. Еден од тренерите кои држеше предавања и обуки во Америка. Така, легенда на кошарката. Легенда на кошарката, така да цела година слушајќи ги предавањата и вежбите со Александар Николич, повторно се вроди љубовта кон кошарката и морам да кажем, тој беше изузетен професор, голем стручњак, кај кого можеше да се научи многу работи и од кошарката и воопшто од методиката на спортскиот тренинг. Кај него на нашите предавања доаѓа и професори од други катедри да го слушат, бидејќи беше многу успешен не само во теоретскиот дел, туку и во практичниот дел. Сето тоа што го предаваше, го спроведуваше и на терен. Го спроведуваше преку многу клубови каде што беше тренер надвор од тогашна Југославија. Го спроведуваше со репрезентацијата на Југославија, сите
успеси на репрезентацията на Югославия беа поврзани со неговото име, произведе много тренери, имахме можност покрај него да запознаеме много тренери, за пръв път да следам надпревари од НБА на виша тренерска, и ако не бевме включени на виша тренерска, ние ги постававме проекторите во нашите амфитеатри и седевме и следевме НБА. Така да таа љубов во кошарката остана и прва прилика кога го искористив да бидем тренер, ја прифатив, тоа е некаде 1987 година. Да, Бев наставник во ова училиште, ја водев секцијата кошарка. Тука, да, имаше добри ученици, кошаркари, со кои постигавме солидни резултати. Зборувам во школскиот спорт и прва прилика кога ми се укажа, тоа е 1987 година, работа со млади категории во кошаркарскиот клуб Струмица и така почна работата со тренерскиот занает. Значи први работев со млади категории и тамо некаде 1989 година со мојот другар, покоен другар, за жал, Миле Михајлович, бевме тренери на првата екипа, 2 години и постигнавме солидни резултати во тоа време. Во тоа време кошарка се играше во ДТВ Партизан, така ли? Или веќе беше веќе беше во спортската сала Парк. Така. И ако предходно присуствуваа по 200-300 гледачи, на некој начин го вративме интересот за кошарката и почнаа да доаѓаат од 500, 1000, па стигнавме до 2000 гледачи. Така да 90 години игравме финали со Пелистер. Да, не станавме шампиони, меѓутоа најважно беше што публиката ја вративме и интересот кај младите, значи интересот кај младите беше многу голем, почнаа да се пријавуваат многу деца да тренираат кошарка, така да сметам дека тоа беше еден период кога повторно се врати кошарката на голема врата во страната. Колку време бевте тренер на кошаркарскиот клуб Струмица? И го Промет беше ФОС 71. Да, тоа се години кога јас не бев тренер. И така натаму. Да, јас почнав првин како Струмица, потоа бев тренер па околу 15 години во Неметали Огражден. Така. И тука сметам дека ги постигнавме најдобрите резултати, бидејќи Неметали Огражден беше еден организиран клуб кој освен првата екипа ја негуваше и работата со млади категории. Впрочем, извадивме многу репрезентативци од таа екипа, многу квалитетни кошаркари кои играа во Македонија, надвор од Македонија, да не ги броем, бидејќи се многу. Да. Еден од нив ќе го споменам, најуспешниот Владо Илиевски, кој играше во повеќе европски екипи, играше и во Соединетите Американски држави, но беше во Партизан, Олимпија, Монтепаски, во Барселона и така натаму и така натаму. Тоа беше таа, Георги, таа генерација, најуспешна млада генерација, кои палеа и гасија во тие категории во Македонија. Значи, никој не ни беше равен, меѓутоа, пак ќе кажам, ако не беше клубот да застане за тие деца, ние ништо немаше да направиме од нив, ќе ги изгубивме, така да многу рано ги внесавме во првата екипа, некои беа по 15-16 години, 17 години, 18 години и така да тие стана многу квалитетни играчи. Апсолутно се согласувам. Сега, доаѓаме до годините кога Драго Јанков, како тренер на кошаркарскиот клуб, ги постигна своите најголеми успеси. Тоа се кои години? Па за тој период морам да кажем дека за мене голем успех беше што тренерот Александар Књазев ме повика да бидам негов прв помошник Во репрезентацијата? Во репрезентацијата, во младата репрезентација. Таму имавме една прекрасна генерација, од кои скоро сите играчи стана носители на репрезентацијата. Тоа се играчи кои постигнаа големи успеси не само во Македонија, туку надвор, да не ги броим сите, многу се. Потоа бев повторно селектиран како помошен тренер на Дулијан Доновски, исто така еден прекрасен човек, еден многу добар тренер и имаше од кого да се учи во тој период, иако со првата екипа на Неметали Огражден во тој период постигавме добри резултати,
меѓутоа искуството што го добивав од тие тренери и сето тоа што го работев во клубот како прв тренер, ми даваше желба и надеж дека таа работа, само работа, таква стручна работа може да донесе резултат. Пак ќе кажам, ако не беше клубот да застане зад мојата работа, тоа немаше да се постигне. Имавте доверба во председателството на клубот и знае дека резултатите не може да изостанат. Да, тоа беше фабрички клуб. И еден таков резултат е единствената шампионска титула во кошаркарската историја на Струмица. Беше тоа која година? Да се подсетиме. Тоа е веќе 2007 година. Повторно имаше еден мал пат со кошарката. Значи се променија повеќе има спонзори, подеми и падови, да. Полотрейд, повторно се постигна некои резултати, се играше финале на куп, се играше финале на шампионатот на Македонија. Меѓутоа 2007 година конечно направивме еден добар тим, среќна околност имавме една млада управа, луѓе кои веруваа во мене како тренер, ми дозволија да ја селектирам екипата, меѓутоа за да постигнеш нешто повеќе требаше и професионален тренер, така да имавме тренери од Грција, со кои изворедно соработувавме и оваа година станавме шампиони. Тоа е 2007 година, наредната година ќе правиме јубилеј 15 години од оваа титула. Од првата и единствена титула. Да, тоа е најголем успех. Така. Истата година го освоивме и Суперкупот. Така. Суперкупот на Македонија. Тоа беше за мене најголем успех како тренер. Така. И веќе следната година струмичани, љубителите на спортот и на кошарката воопшто имаа можност да гледат и меѓународни кошаркарски надпревари, кога во Струмица гостуваа екипи од типот на Цедевита, потоа една Лотомотика и така натаму. Локомотива Ростов, се извинувам. Така, Ростов. Да, од Ростов, Русија. И беа тоа интересни моменти кога салата не да беше полна, туку се бараше карта повеќе или место повеќе, се стоеше у цела сала во горниот дел од салава, навистина една извонредна атмосфера. Имавте успеси и во купот на Македонија, неколку финални надпревари, но за жал не успеавте да донесете куп шампионска титула за вашиот клуб. Честитки заслужувате за сите тие ваши успеси. Колку сега имате допирни точки со кошарка? Само да ве надополнам, бидејќи, да, тогаш можеби постигнавме многу голем резултат победувајќи ја Цедевита. Да. Сега знаеме што е Цедевита, каков бренд е, а што сме ние. Една Цедевита ја отпаднавме од тие европски купови, а предходно со Неметали Огрежден игравме 4 пати куп Радивој Кореч. Значи исто така и тоа беше едно огромно искуство. Така. Да настапуваш иако уште во првото преварување во тоа време беше така и се до 2014-15 година кога седнав на директорското место, очекував 6 месеци ајде да се уклопам како директор, меѓутоа сватив дека две лубеници на мишка не се носат. Така. И останав тоа, јас сум повторно во клубот Струмица, така. Сега давам совети, повремено скоро сите надпревари ги следам, изработвам програми за наставниците по спорт и спортски активности, поготово еве сега последната ми беше во ек на пандемија, што би работиле учениците во основните и средните училишта, значи се занимавам повторно со тоа што го работев и како наставник, а моментално сум член на Светската федерација на училишен спорт. Сето тоа е една работа, признаена работа и таму сме биле селектирани од 50-тина и сум влезен во Светската федерација на училишен спорт и го водам делот кошарка. Така. Ајде да се подсетиме на периодот кога во Струмица постојаа два кошаркарски клуба, едно ривалство кое е невидено во спортот воопшто кај нас. Тоа е периодот кога постоја Неметали Огрежден Струмица и Македонија 91.
До толку беше тоа ривалство големо, што дерби над преварите помеѓу овие два клуба беа обезбедувани со полиција како да е тоа фудбалски надпревар на Вембли. Ви недостасува ли тоа ривалство, кое помалку мирисаше и на крв, на многу инциденти имаше на тие надпревари? Да, тоа бе најубавите денови на кошарката во Струмица. Така. Тоа не смееме да го заборавиме. И двете екипи постигаа резултат. Ако ги прачате луѓето кои ја водија Македонија ги кажат ние бевме многу подобри, јас како тренер морам да кажам ние бевме многу подобри од Македонија 91. Самите надпревари беа многу интересни, до крај неизвестни. Се води некоја статистика дека тие се нешто подобри од нас во меѓусебен скор, меѓутоа јас како тренер, како прв тренер можам да кажам, не го признавам и јас сум во позитивна. Меѓутоа не е важно. Најважно е што собиравме 2500 публика. Интересот за кошарка беше огромен и ако до тогаш тренира 30-40 деца, од двата клуба се створија интереси за тренирање на кошарка и младите и таа бројка се зголеми на 100, 150 и така. Сега ќе ви кажем една анекдота. Во тоа време Ѓорги Каледжиев беше, меѓу другото, водител и на една спортска емисија која се викаше Вис спорт и одеше секоја недела во понеделник навечер. И беше летен период, немаше веќе спортски надпревари, но јас излегов со информација. Не летен период, не беше летен период, според датата. Беше тоа месец април и одев со информација, како прва информација во едно издание од на Вис спорт, им рекол почитувани гледачи, веста на денот на полето на спортот доаѓа од таборите на кошаркарските екипи на Метали Окреждан и Македонија 91. Управите на двата клуба седнаа на заедничка маса и се договорија да се фузираат, да бидат заедно и на следната надпреварувачка сезона од септември, тамо некаде на есен, да настапуваат под заедничко име Неметали Македонија, да кажеме. Што се случуваше додека луѓето од двата клуба ја гледаа таа информација, се случуваше хаос. Сите се прашуваа меѓу себе кој го продаде клубот, кој ја продаде Македонија 91 или кој го продаде Неметали Огреждан, и тоа беше ривалство над ривалствата на сите можни. И сето тоа траеше половина час, дури на крајот од емисијава не реков првата информација е првоаприлска шега, денес е 1 април и тоа беше многу интересно. По тоа време беше невозможна мисија. Тоа беше невозможно тие два клуба да се спојат. Меѓутоа ривалитетот правеше и двата клуба да прават добри екипи, да има добра кошарка. Ако направеше едниот тим добра екипа, другиот мораше исто така да прави, да носи играчи, носевме од страна, меѓутоа тоа што носевме беше навистина квалитет. Имам само уште две прашања, бидејќи времето истекува, две клучни сепак се прашања околу вашата кариера, вашето учество во вашиот предонес во кошарката. После тој успех на кошаркарскиот клуб Струмица следува неколку европски првенства за млади категории кои се одржаа не во друг град на Македонија, туку во Струмица, и тоа неколку години поред. Ајде зборува за тоа. Да, морам да кажам дека луѓето од федерацијата што ја водија во тоа време има огромна доверба во нас. Тоа е периодот на Даниел Димевски, кога водеше беше КФМ. председател Даниел Димевски, Мерџановски и Лекич, како генерален секретар. И ти има желба да направат едно првенство надвор од Скопје и неколку што имаше одржано во Охрид. Има доверба во нас и 2011 година за прв пат организиравме едно европско првенство. Во тоа време јас бев во тренерската организација, во председателство на тренерска организација, имавме добра соработка. Во тоа време заедно со градоначалникот одлучивме дека спремни сме и можеме да организираме едно такво првенство. Во тоа време бев како Head of Delegation директор на таа репрезентација.
Тоа беа репрезентации до 16, до до 16 18 години. години и пак до 16 Да. години, така? Значи тоа беа европски првенства во Б категорија без разлика, Б дивизија, Б дивизија, така. меѓутоа имаше по 23, 24, 24, 23 репрезентации. Струмица 10 дена живееше со кошарката. Сите хотели беа полни. Сите хотели беа полни, имаше родители од цела Европа. Така. Значи ако имаше учесници околу 800, сигурно имаше уште 1000 родители во Така е, Струмица. така е. Беа тоа убави моменти и последното прашање, често пати патувате за Соединетите Американски држави, бидејќи вашиот син живее таму. Гледате ли НБА надпревари? Одите ли, имате ли шанса? Значи, Каква е ние- кошарката таму, каква е тука? Значи, за жал, јас кога одам, првенствата се завршени. О, Се завршени, единствено 2001, кога бев повикан да бидам гостин на училиштето на мојот син, тогаш тие постигна најголем резултат во тоа време. Тој играше и кошарка, и фудбал, амерички. Бев таму 10 дена и ми дадоа можност да работам на камп за училиштето. И може да замислите, од Струмица, од Македонија, одиш во Америка, изгрчени раце, како ќе држам тренинзи, таму пред тренери, стручњаци, меѓутоа, они беа воодушевени од начинот на кој ние работиме. Може би имав прилика да учам кошарка од многу тренери и таму да се покажем во некој друго светло. Кај нив е начинот на работа малку подруг, поготово во тие категории, не обраќаат толку внимание на ситници, што ние тоа го правиме тука. Тие обраќаат понатаму кои ќе бидат селектирани, добрите кошаркари обраќаат премногу внимание и овозможуваат секакви услови. Можем да кажем дека ние сме талентирана нација, може би поталентирана, иако мала, имаме многу талентирани играчи, ни недостасува стручна и кога сме квалитетна веќе работа. тука, и кога сме веќе тука, за самиот крај, пред да ви се заблагодарам за учеството во оваа емисија, кажете ми, ако порано зборувавме за ривалството помеѓу двата клуба, ако Струмица порано имаше две екипи прволигаши, сега немаме екипа во првата лига, има ли иднина струмичката кошарка? Да, последните 3 години, минатата година имавме 2 екипи во втора лига, сега имаме една екипа Струмица во втора лига и Ролинг во трета лига. Можем да кажем дека оваа година Струмица има многу интересна екипа, млада екипа, поголем дел се наши деца, квалитетни, тренирани деца и јас се надевам дека Струмица ќе има светла иднина, како што можем да кажем и за репрезентацијата на Македонија. За 2-3 години ќе има светла иднина со тие млади кошаркари, сега што настапуваат и кај нас, а и надвор од Македонија. Нека биде така. Господине Јанков, ја ви благодарам за учеството во емисијата 15 минути со и ви посакувам уште многу успеси во кошарка. Благодарам многу и навистина ми беше чест што можеме да разговараме за кошарката. Мене исто така, почитувани гледачи, беше тоа уште едно издание на емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија, довидување.